Иако од она што го гледаме деноиве можеби не изгледа така, според најавите на метеоролозите пред нас е уште една исклучително студена зима. Синоптичарите предвидуваат дека и овој пат нема да не одминат веќе вообичаените обилни снежни врнежи на радост на најмалите, но она што за децата е причина за уживање, на повозрастните неретко им создава главоболки. Имајќи ја предвид местоположбата на нашата општина свиткана во пазовите на Осоговските планини, неминовно мора да очекуваме и да се подготвуваме за справување со проблемите и предизвиците кои ги носи споменатото годишно време. Имено речиси редовни се поголеми врнежи на снег, ниски температури и појава на голомразица, при што се зголемува опасноста од отежнато и ризично одвивање на моторизираниот, но и пешачкиот сообраќај по јавните површини, улици и тротоари во општината. Токму поради тоа деновиве се одржа состанок на кој градоначалникот Арсенчо Алексовски заедно со најповиканите за оваа проблематика ја разгледуваа програмата за одржување на локалните и регионални патишта и улици во Крива Паланка во престојната зимска сезона 2012-2013. Со неа се предвидува обемот, динамиката и начинот на одржување на улиците и патиштата во зимски услови. Покрај првиот човек на градот, на состанокот во општината присуствуваа и началникот на полицијата и командирот за сообраќај, представници на јавното претпријатие Македонија Пат и избраната фирма која сезонава ќе ги одржува кривопаланечките сообраќајници, Миоли. Како што подоцна информираше градоначалникот, на средбата биле дефинирани обврските и задолженијата на сите учесници кои се упатени на реализација на програмата. Се осврнале на обемот на работите, а станало збори за приоритетната листа која се одредува според важноста на локалните патишта и улици, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на конкретни објекти и институции. Повеќе за ова од разговорот со градоначалникот Алексовски. А денеска одржавме состанок утринава во врска со зимското одржување кој ќе ни предстои во наредниот зимски период, така да одржавме состанок со командирите на МВР на сообраќај и на полицијата, одржавме состанок со Македонија Пат и со фирмата која го доби тендерот за одржување на градските улици, односно за зимското одржување на општина Крива Паланка. Имено ние пред некој време распишавме тендер, изберена е фирма и така да се договаравме околу тие процедури како ќе оди приоритетите кои се на градот за расчистување. Значи, општина Крива Паланка на советот на општината има донесена одлука за приоритетно чистење на улиците, односно кои се првите улици кои треба да се чистат, тоа е централната улица, улиците до црква, до болница, до школите, така да тоа е прво нешто кое би требало да биде расчистено. Крива Паланка според тендерот ќе биде вклучена со неколку возила, тоа е еден камион со соларка, грейдер, булдожер и скип. И на куминатата година тендерот за зимското одржување на улиците и патиштата во градот и околината го имаше добиено компанијата Dinetrade. Истата фирма конкурирала и за оваа сезона, меѓутоа поуспешни во наддавањето, а со тоа и поисплатливи за општината биле од претпријатието Миоли. На тендерот конкурира Dinetrade и Миоли. Условите беа пропишани, според новите правила сега се оди на аукција и мислам дека цената определи која фирма и ги доби Миоли. Значи, како поевтин изведувач и како фирма која ги исполнува другите услови. Минатата година беше Dinetrade, но сепак аукцијското надавање си го постигна своето и добивме ова година поевтино зимско одржување во однос на минатата година. Финансирањето на активностите предвидени со програмата се врши од средствата на општината и од Агенцијата за државни патишта специјално наменети за зимско одржување на локалните патишта и улици. На самиот тендер, двете фирми излегле со понуди за цените на поединечните ставки, кои всушност се различните услуги кои подразбираат одржување на сообраќајниците. Збирот на цените на сите поединечни ставки во понудата на ланскиот изведувач на работите Dinetrade изнесувал 42.350 денари, додека конкурентската фирма Миоли настапила со понуда од 31.000 денари. Ова практично и го одлучило тендерското надавање во корист на новиот изведувач на работите. Само да споменеме дека според рамковниот договор општината за оваа намена има издвоено 2.560.000 денари,
кои доколку се смилува зимата и не бидат целосно искористени, ќе се пренаменат за редовно чистење и одржување на улиците, но и другата придружна инфраструктура. Првиот човек на општината смета дека средствата ќе бидат доволни, а на крајот потсети дека согласно одредбите на Законот за јавни патишта и програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во општината Кривα Паланка, обврски и задолженија имаат и самите граѓани, како во однос на објектите за домување, така и околу деловните објекти. Јас би апелирал за таа цел да сите оние граѓани кои имаат дрва на улицата, кои имаат возила на улицата, да ги повлечат истите, да не би дошло до оштетување, да не би дошло до праќање од наша страна на комунални инспектори или на полиција, па да дојдеме до казнување, до некои несакани работи. Затоа ќе ги замолам сите наши сограѓани да си ја завршат работата во тој дел, да ги тргнат дрвата, затоа што сите сме свесни дека добар дел од дрвата стојат на улицата, има доста возила кои стојат на улицата, ќе дојде до нивно оштетување. Зошто да имаме овакви непријатности, подобро сега тоа да го тргнеме, да го завршиме се со цел да дочекаме спремни сезоната на снежни врнежи која ќе има. Да се надеваме дека нема да ја имаме минатогодишната зима, да мислиме дека ќе биде поблаго, дека нема да имаме толку снежни врнежи за да имаме и поголеми проблеми. Сепак, и во случај да не биде така, се чини дека Кривα Паланка овој пат подготвено ќе ја дочека зимата и искушенијата кои овој период со себе ги носи.